Девета епизода Агенда 21, трета сезона, можеби најболната, највидливата и најстрашната тема и вечната тема последниве 50 години, тоа е загадувањето. И кога ќе слушнете за загадувањето, најчесто банализирате, релативизирате, а последниве 2 децении загадувањето е главен проблем глобално. Сега, ако прашате било кој од нас што е загадување, што го предизвикува, ќе ви одговорат и 90% ви одговараат паушално, затоа што не се доволно едуцирани, ниту пак сакаат да се едуцираат, тоа е нашата болна точка. Накратко, загадувањето е предизвикано од хемиските, физичките, биолошките агенции. Што е се ова? Се надевам дека ќе објасниме до крајот на епизодата, кои ја менуваат природната структура на атмосферата. Значи, сите овие лоши нешта структурно го менуваат воздухот. Нешто бело те гледаат, вака попрецизно да објасниме, че тоа се штетните грејења во домаќинството. Да. Знаете дека сега од дрва, јаглен до гуми стари до крпи луѓе се греат. А моторните возила кои си шибаат цел ден и ги испуштаат тие и не знам кога ќе стигне кај нас тој закон дека мора да биде филтер, тоа не знам БН, не знам како. Пожарите, дечки. Пожар кога ќе има, тоа е страшно. Тоа е страшно. Тоа е апокалиптично. Особено неочекувани пожари, подметнатите пожари, знаете дека се збираат одредени врсти на печурки, намерно ги палат шумите и после 2 дена или 20 дена го собираат тоа. Значи, Светската здравствена организација изнесе податок убиствен дека 99% од населението на планетата дише загаден воздух. Да. И чао, тоа е како Светска здравствена организација. Веројатно само тие на Мау островот не се. И на Мачу Пичу. Дишат кислород. Апокалиптично, имаше во наше време еден филм Апокалипса Нау. Еве, апокалипсата стигна. Така е. Од гаджети до зелени. Рециклирајте го вашиот отпад одговорно. Јавете се на 070 236 000 и 0 отпад ќе го превзема вашиот стар уред. Доколку го користите кодот Агенда 21, автоматски ќе влезете во еколошката акција, каде за оној со најмногу електронски отпад ќе следи награда. Дали знаеш дека колку повеќе селектираш, толку повеќе можеш и да добиеш? Пронајди ја најблиската Пакомак повратна вендинг машина и отвори ја Екомак апликацијата. Ако ја немаш, превземи ја на Play Store или на App Store. Внеси го твоето име, презиме, имейл адреса и креирај лозинка. Кога ќе слушнеш, тоа значи дека вендинг машината успешно го прочита твојот код. Сега можеш да го ставиш шишето или лименката во машината. И запомни, дното секогаш е напред. Квалитетот на воздухот е тесно поврзан со климата и со екосистемите. Ова загадување секако доаѓа од согорување на фосилните горива, за кои сезонава се утепавме од зборување. Сето ова доаѓа до тешки болести кај човекот, илјадници болести. И ова се од частичките на јаглерод диоксид, на сулфур диоксид, озон и на азот. Сега, сигурно се наметнува прашањето дали е се врзано со климатските промени и екосистемот на планетата Земја. Стакленичките гасови, за нив постојано зборуваме.
Така, како и за фосилните горива, тие се Точно. тие. Но сите политики за загадувањето на воздухот, кај нас се е политика. И глобално е политика. Глобално се е политика. Да. Некако не може да не мафтаат, па еве и ние кои што имаме по 17 години. Па, Тие нудат решенија, не е дека не нудат и некакви стратегии за намалување на загаденоста на воздухот и ублажување на климатските промени, ама не знам, некако па не им верувам. не им веруваш. Тој смог што го гледате вие, мислам дека е карактеристичен баш за Скопје и за уште некои поголеми градови. Во наше време беше со нож да го сечеш. Така. Сега, кој ќе речат, нали многу магла имате во Скопје. Не е магла. Не е магла. Просто не е магла. Вие имате магла во Тојрад, има магла во Ние Тојрад, прекрасна немаме. магла која се качува. Ова е смог или така наречен амбиентален воздух. Тоа се сини невидливи честички кои го нарушуваат здравјето и тоа гледате од еден смог обичен може да заболиш од мозочен удар, било која Така врста е. на срцево заболување, рак на бели дробови и сите можни акутни, респираторни и хронични болести. И се замисли, Не е играчка. не, и 2,4, значи 2,5 милиарди луѓе на планетава се изложени на овие опасни Третина е нивоа, тоа. да, на загадување на воздухот во домаќинствата, бидејќи користат спомнативе загадувачки отворени обнови, шпорети за грење, тоа се дрва, отпадоци, јаглен. Значи не сме само ние, замисли тоа и И цела не Индија. сме саде тука, ние сме по цел По свет. цел свет. Безбројни милиони Така е. загадувачи на планетата. И тоа постојано Само неколку очараци по 20 колеги. тоа го нарекуваат комбинирани ефекти на загадување на амбиенталниот воздух во домаќинствата. Колку покомпликувано звучи, толку Така поише ти е, е страф од тоа. но имаш 7 милиони предвремени смртни случаи само од загадувањето. Гледаш. Да, бројките кога го читаш загадувањето и кога почнеш да се бавиш сериозно на оваа тема, бројките се Понекогаш ги препрочитувам тоа што сте ми го дали, Да. ќе препрочитам да се уверам дали читам Бројките вистинска се бројка, а ужасни. многу сум ги проверувал. Да. Не ми се верувало, навистина. дури 99% велат сега дека не е ова, еве, јас сум денеска болна, загадена, јас сум убедена дека не е ни вирус, ни грип, туку дека е од загаден воздух. 100%. Главните извори на загадувањето... Кои се главните извори? Ајде, Алина! Ќе баш да види. Па тоа се тие извори најчесто што ние ги ставаме на игнор. Тоа се грејењето во стамбените објекти, во домаќинството, електричната енергија што ја користиме во домот за затоплување. Сето ова може да се намали со тоа што секој од нас би можел да се погрежи, барем, например, еве, на работа кога одат луѓето, можете, еве, например, моите родители одат секој ден со велосипеди на работа и има и повеќе начини, може да се оди со јавен превоз, со Да се не знам, договарат неколку луѓе организирано. да одат. Тоа го прават Да. во Тојран. Да. Има многу мина што работат во Гевгелија, во Вландово, Богданци. Оваа неделја со таа кола одеме. Така е. Само една Да. кола оди таа неделя наместо Да. да одат 4. Да. Еве ти еден пример, што го гледам. Има Секој и ден дури ги во Охрид. научив кој кого зимува, кој ден одат. Има и во Охрид организирани комбиња што се сепак многу поеколошки отколку секој посебно да оди со своја кола. Апсолутно. И може исто така и секој од нас примерно да засаде некаде дрва, па тоа да биде цела негова приказна. Да. Било каде може тоа да се. Да, ама тоа дрво кога не е засадено од љубов туку Да. заради Да. маркетинг, ја губи смислата самото садење, нели? Така. Светската здравствена организација промовира иницијатива за здрави политики. Па би било глупо да е за нездрави. Овие па само промовираат иницијативи, никој кој што не ги слуша. Па да. Или Пази. ги слушаат затворен круг луѓе. Да. Тие имаат идеја да се намали клучниот ризик и обезбедува техничка подршка за сите членки. Значи, алатки, совети за загадувањето и изворите, штета па, никој не изслуша. Замисли, тие имаат имплементирана стратегија за Да. подигнување на свеста. Да. Кај Значи нас- едукативно, Едукативно. се спремни. И кај нас ќе дојде, ама нема Кај нас да се видим штета, живи. па кај нас нема свест, па ова нема да работи тука. Ајде да видиме сега што се го загадува воздухот. Што мислиш, што се го загадува воздухот? Почва. Почвата,
животните, водата, растенијата, водата, нас. Силните горива. Да. Што е најбитно, ја оштетува озонската обвивка и така доаѓа до глобално затоплување. Така е. Нели? Да. И целата суштина и на нашава борба Да. е тоа да се намали глобалното затоплување, создадено да. токму од таа озонска обвивка која пак има за задача да ја штити планетата од сите овие издувни Да. гасови што се. И затоа ни е час ладно, час ни е топло, час сме расположени, час сме нерасположени, час ни се живее, И тоа час влие ни се... многу и врз менталното здравје. И затоа сме како чукнати Како сите. шлакнати, Да. рекла јас тоа, како удренки. И ова глобално затоплување искрено води кон обилни дождови, па води кон суша, значи екстремни играчки се игра ова глобално затоплување. Многу ладни зими или многу топли лета. Не знам кога ќе прочиташ лето 2023 беше топло, лета, ма 2024 ќе биде уште потопло. Што потопло од 2023? Сега има еден непријател, се ова што зборуваме, тој непријател е позната именка и се вика човек. Само тој е непријател на земјата планета и на овој човек не му влегува во умот, не му влегува во животно загрозувачката опасност, затоа што како да нема деца што го дишат истиот воздух. Да. Како да посебни деца дишаме еден воздух, па друг воздух, прочистен може би дишат Моите деца нема да се загадат, ама на Така е. комшијата ги се загадат. Ете така. Значи многу е просто, без воздух нема живот. Спомна да засадиме дрво. Ти да засадиш еден орев, едно големо дрво за мене. Знам, да. слушнав тие живеат 600 600 години. Да. Потоа генерации ќе го спомнуваат моето име. Дрвото на Кристијан. Дрвото. Оревот на на Кристијан. Како тоа? Кристијан беше тврд како орев. Не, ти пред да искочиш од дома, Алина, да ти кажам, сигурно го гасиш порето, телевизорот од струја, компјутерите, Секогаш. светелките кои што не ги ни користиш. Така ми изгледаш на штедлива. А за тоа стално касни? Да. Тоа е причина. По 3 пати ги проверувам пред да излезам. Дечки, како влијаеше на вас веста дека нашиот роден град се движи помеѓу првото и 10-то место на светот по Како на Евровизија да се... загадување? Да. Да. Убаво е да си прв во нешто. Прв, да, Ама нели? на негативната листа Да. која си прв. Не, баш. Не е убаво. И сега чув нешто што еве на 60 години прв пат го Да. чув. Излезе официјално лице и не замоли да не излегуваме. Да. Ја такво нешто немам чуено до сега. Некој да ме замоли да не излегува. Да. Значи не ми нуди решение, не ми кажува ништо ми е, Ништо зошто е. ми е. Тоа само вели да тоа малце звучи како од некои други системи. Па, фашизоидни. Несет хилјада китахен, хемше стандидинг фрондо. Да. Ти ограничува Значи, што слобода. треба прво да се направи? Значи, ограничување на моторните возила, шуво беше пар, не пар. Не знаете ли за тоа? Не знаете ли за пар, не пар? Што беше Таа држава најдобро? по која сите плукаат сега, Да. по која живеевме ја и Весна, кога имавме Да. години колку вас, последниот број на регистрацијата кога ти е пар, Да. 2, 4, 6, 8 или 0, можеш да возиш само во понеделник, среда Среда и и петок. петок. Сум слушнала. Тие што Да. се не пар возат вторник, Други четврток, денови. сабота, во недела не вози никој или возат сите. Стварно. Да, тоа беше Веднаш супер. во старт 50% се преполувува Да. се. И собраќе, и загадување, и и се. да се вратат маските, воопшто не е лоша идеја. Да. Но не оние што ги носевме за короната, се Да. има специјални маски со Со филтерчиња, филтерчиња, токму за да. ова ниво на загадување. Ја визам дека нема ни мерач веќе што го мерио. Не измислиле уште таков мерач. Дали знаете дека во оваа заштита од загадениот воздух е важна и правилната исхрана? Ти рекле седи дома, ама сега ќе ти кажат и како да се храниш, за да мора да јадеш Тоа овошје, е здраво за зеленчук. тебе. Да, јаткасти плодови, витамини кои се препорачуваат и вела дека зелениот чај е многу таков отрови и сврла. Да, значи дека прво загади се, па прочисти се. Да, со зелен чај. Да. Зелениот И ако чај не ти како- помага и ова, како начин да се заштитиш, со сигурност, ама со сигурност закачуваш астма, бронхитис,
пневмонија. Еве ги прочитав сите врсти да. на акутни заболувања на дишните пати. И што е најстрашно, ние немаме каде да дишаме чист воздух, барем ние во околината на Скопје немаме никаде каде да... Ке влезете во кола, ке извозите саат и пол и доаѓате така во е, рајон. да. Тоа е. Еден ден, два. Верувајте ми, кога се вратив од дојран во Скопје, да ја снимаме оваа епизода. Да. После неколку часа ме заболеа градите. Да. Да не знаеш како да се однесуваш на чист воздух. Чудно ти е. А пред Нова година имав 3 настапи на отворено. Исто така, дојден од друго место во Скопје, на четвртата песна, верувате, јас чувствував како тоа што го дишам кога пее човек, вдишува, издишува, дека мене на четвртата песна веќе не ми беше добро од тоа што длабоко вдишував погрешни. И татко, да ви кажам, беше тука на одмор, се врати во Италија и ми вика, сине, од кога слетав, шлајмови вадење, тоа е друго, чист воздух е тоа. Ова тука е пекол. Не се диша. Ама тука не знае никој колку е загадан воздухот. Тука не се мери, ние имаме некоја камча во чевелот, ама тоа не греба. Па што не е гајла после тоа. Никогаш не се чистат мерните апарати за загадениот воздух. И никој не знае. Тоа е најчесто што се ставаат под килим, затоа што... Ма тоа мора да се добие реален податок, бидејќи тоа е кавга веќе. Да, ама не им одговара, како да ти кажам. Си има закон. Закон си има. Како се вика, за пропишани загадувачки супстанции. Си постои закон во Македонија, но како и сите други закони, он си постои, ама не се спроведува. Мерењето на воздухот не е како... Според директивите на Европската Унија направи, значи си има мерни станици, се знаат и каде се мерните станици. Работата е што, да речеме, големи фирми, како Рекбитола, Тец Осломеј, Окта, они сами си испраќаат своји самоконтроли. Така. Сами себе си се контролираат. Cash is the king. Кај беше тоа на Горан Стефановски во дупло дно? Што работите, вика, вие контролор. Значи, контролирате луѓе. А дали ве контролираат вас додека ги контролирате други луѓе? И тоа е една од подобрите реплики. Така е, да. Значи, тоа секогаш ми било смешно. Ова ми личи на возрастните луѓе кои имаат проблем со притисокот и кога ги почувствува, леле притисокот и слаб се качи. Дај да ми го измериш притисокот. И они се убедени, тоа го тврдам, дека кога ќе му го измериш притисокот, него ќе му падне притисокот. Со самиот факт што го измерил. Така и овие мислат. Ние мереме. Мерете и кога ќе измерете, што правиме, кога ќе видиме дека и за нигде работи. Што правите после мерењето ви? Да, и тие мерења се нарекуваат недоверливи мерења, што би значило никогаш не си на чисто со пием честичките. Тоа е јале што го спомнав. Кога мериме, не знаеме дали е тоа точно што го мериме, затоа што апаратите се полуисправни. Мислам да излезе податок дека си позагаден од Кина, мислам стварно треба да... Не знам, веројатно не знам. Ете и ние да сме пред Кина во нешто. Загриженоста мора да е будна, знаеш, секојдневна, ама веројатно е мрзлив умот, па не сака да мисли, па не сака да се загрижи, па ќе пројде, па некој друг ќе ја заврши работата. Но тие загадувачки материи ниту исчезнуваат сами од себе, ниту само од себе ќе се прочисти воздухот. Баш така. Значи, што значи дека полека, но сигурно ние го загрозуваме нашиот опстанок секојдневно. Да, и загадувањето е исто така и многу важно кај трудниците. Едно истражување покажало со преглед на 35.000 студии во последниве 10 години дека загадениот воздух предизвикува штета од раѓање па се до староста. И верували или не, издувните гасови се во предност. Овие истражувања се темелат и врз прераната смрт кај човекот. За време на бременоста загадениот воздух му влијае и на фетусот, каде што може да дојде деформација на фетусот, до намалена тежина или пак не да Боже до абортус. Епа тоа можеме да го видиме кај децата. Растот, развојот на белите дробови, когнитивни способности, здравјето на мозокот, рак, па дури и мозочен удар. Тоа е иднината на оваа планета. Да. Изгледа оптимистично. Ама напротив, нели? Баш напротив, нека. Тоа што некогаш се добиваше генерацијски
канцер на 50-60 години. Така. Сега веќе на 35-40 луѓето Точно. се справуваат со Точно. таа болест. Време за Уф, ајде, гостин. можеби ќе не расположи Ќе не гостинот, расположи имаме гостинот. вистински гостин на оваа За тема, нема темата. подобар Нема моментално во подобар, државата. да. Нема. Ајде. Ајде. Еден од хероите на поновото време се вика Горијан Јовановски и е роден 1993 година. Не мора многу да ви текнува за да кога ќе го ја видите неговата фотографија или кога ќе го видите како се појавува на телевизиските екрани, дека станува збор за еден млад и амбициозен човек. Тој е софтверски инженер, завршува во Холандија и таму студира, завршува, дипломира и како и не секој млад македонец се враќа во Македонија. Во 2014 година ја создава апликацијата Мој воздух, која користи отворени податоци за визуализирање на воздухот и загаденоста. Неговата апликација, јас се сеќавам дека предизвика многу голем интерес, па сите ја даунлодиравме, па сите меревме, не знам, имаме представа, Сите па леле ја чека имаат, си сигурно. таа. И од 2000 и кај нас, но и во соседна Србија. И таа е мобилна апликација. Секако, Горијан, здраво. Здраво, Супер што ни дојде во агенда. благодарна покана. Да, и ти важиш за еден многу храбар млад човек и дрскоста кај тебе е начин на кој што треба да се воспитуваат, можеби. Тоа не е дрскост, тоа Тоа е информираност. имаш, да. Да. Баш. Каква е ситуацијата со Мој воздух сега? Со самата платформа? Самата платформа супер тера. Добро? Супер тера. Значи, милиони корисници надвор од Македонија, не само тука. Така е. Сам преку зима, за жал, Балканот, Источна Европа се најмногу луѓе кои што ја користат апликацијата, бидејќи тука на мапа ако видиме има буквално како еден ѕид, не знам дали уште тој ѕид од Советски сојуз порано што постоел каде што гледаш загадено и незагадено, ма постои, уште е таму. Да. А па преку лето во Америка многу ја користат. Вау! Да, бидејќи имаат многу пожари во Калифорнија. Во Канада имаше, баш ги гледавме од летото снимките во Њујорк кога беше све портокалово. Да, тоа беа да. Пожарите од Канада. И тоа многу го загадува воздухот, така да па тие таму ја користат преку лето, така да си играме напред-назад со корисниците каде се, но сега работи на светско ниво. Може каде било во светот да отвориш телефон и Мој воздух и да кажа колку е загадам. Супер. Браво, Горијан. Сине, мора да било тоа за тебе цивилизацијски или каков и да е тоа шок, кога од Холандија се враќаш, сакаш да бидеш неуморен активист, борец и налетуваш тука на овој зид од менталитет, лошо канализиран менталитет. Да. Што се случува, брате? Мислам, објас, на какви све под наводници наидуваш луѓе? Шок беше кога се преселив таму, шок беше кога се вратив назад. Да, ти имаш двоен цивилизацијски Двоен шок, таман се навикнеш на едно, не може се динамично да биде малку. Види, бев спремен дека ќе е тешка борбата, бев спремен дека животната средина најчесто е на најниско ниво за нас. Баш као од Холандија, Да, од Холандија доаѓаш. Шкорче не можеш да видиш Да. на улица. Мо средено, со точак, рециклирано, нема загадување, скоцкано, доаѓаш овде ќе ми испогазат со точак 500 пати на улица, не можеш се гушиш преку зима. Ја овде треба со маска сега преку зима да возам точак, а не знам што попрво, ќе се угушам од маската или од воздухот. Така е. Гледаш, препреки во смисла налетуваш на зид за вакви секојдневни работи. А Да. може да замислиш што се случува во темава, кога ќе нападнеш некаде со темава. Скроз. Мислам, и шок е, доаѓаш овде и ги гледаш незаинтересираноста од страна на која било Да, институција. игнорански сме, Да. се однесуваме кон За многу жал, важни малку работи. имаме и апатија. Сме паднати, тие големи протести за воздух се имаше во 2000, Така е. кога беше 15-та, 16-та, Така е, 17-та да. и луѓе се обезхрабрија, бидејќи гледаат, Така. нема фидбек, фајде. така е. Нема фајде од Никој ова. не ги слуша. Ама не смееме да се откажеме, иначе што останав, се изгушив. Сега ти си еден од ретките млади луѓе кои што се секогаш на фронтот, нели? Колку рекрутираш луѓе со својата мисла, идеја и дали мислиш дека тоа е доволно што Да, го има ли правиш? млади сили? Да, има ли... Се палат ли младиве? Сваќаат ли за што е борбава? Мислам дека сваќа.
мислам дека сваќаат иако за жал Не се толку загубена генерација. Не, далеко. Значи има што повеќе имаме пристап до информации, имаме пристап до интернет, имаме пристап до едукација, макар и неформална едукација надвор од школскиот систем, се учиме сами себе и сваќаме колку ни е загрозена иднината. Сега за загадувањето во Македонија но како што рековме и претходно, не е само тука проблемот, ова е глобален проблем каде што. Како би го канализирал сето ова ти? Што би направил? Би биле драстични постапки или мислиш дека тоа треба да оди? Мора да оди побавно. Едуцирањето, информирањето. Ние сме само една обична емисија. Да. На една нормална телевизија. Шо понатаму? Ова сигурно не е доволно. И сме ретки. Да. Ова е И супер. дури како инцидент сме. Да, баш колку инцидент. Ретко е, но супер е бидејќи треба цело време да се збори на темава. Не, тоа и го правиме. И да не заборавиме дека и во лето, значи ние тоа велам, човек што иде на Олимписки игри, не се спрема денот кога почнуваат игрите. Тоа ние најчесто го правиме. Загадувањето дојде, чекај сега да се спремиме. Не, Сега мене ме праша за концертите во Хармонија, колку време се подготвувавте и викам 30 години. 30 години. Баш, тоа е реалноста на ситуацијата. Да. Мора драстичен чекор, Игор. Според мене мораме драстичен чекор да имаме, бидејќи она не е преку ноќ, не може да се реши, ке биде, чекај го. До кога? Ај се пофали се за твојата нова апликација. Ауди е во игра? Меѓу другите. Имавме честа, како стартап, бидејќи мој воздух се уште беше и е стартап, да бидеме поканети да бидеме дел од акселераторска програма за стартапи во Берлин. 5000 стартапи во светот аплицираат, 12 влегуваат во програмата. Ние бевме едни од тие 12. Што ни беше огромна чест да не викнат нас. И 3 месеци таму поминавме со врвни експерти од Google, од Amazon, од Facebook, од Audi, кои што беа таму во нивни канцеларии. Многу ме интересира. Тие бевме во нивните канцеларии и заедно ни помага нам и на другите 11 стартапи да ги оформиме нашите идеи за да се продаваат кон бизниси. Бидејќи ние до сега мој воздух беше кон мене и тебе, кон луѓе. Ама сега дали и бизнисите Ауди може? конкретно, на пример, ќе ставаа своите автомобили. Значи една од идеите што ја разгледуваме со Ауди е нова апликација. Да, мислам новата платформа преку што они ќе црпат податоци е дали тоа може да се информира преку инфостемент системот на колите. Колку е надвор загадено, па дали ако влезеш во загадена зона Да те известува, да пушти она да те циркулација алармира, внатре, да те или алармира. да се опуштиш дека е Да, сега да, тука све на тука нула, окей, ти да. пуштиш джамче. Така. Да, ама колку едноставно, ама знаеш, тие гениалните апликации, платформи на вистина понекогаш викаш како ја не го измисли. Толку едноставно, толку голема работа ги врши. Треба време, но да, тоа е една од идеите. А еве ти си независен советник во град Скопје, што значи дека се потврдува тезата дека и воздухот е политика. Све е политика. Како ти оди на таа тема? Те слушаат ли воопшто? Јас знам, им извади газ маска, им извади едно тако црно пластично и каже дека 5600. Па да, вирално стана ептер. Вирално, веројатно така треба настапите да им се такви. Не, само по тоа ќе го памтам. Да. И сега, тоа вирално видео, заради тоа што е вирално, ќе го гледаат луѓе што во животот не биле заинтересирани за еколошките проблеми, но ете ради неговиот настап и ради тој шарм што го има он сепак. Оти пази тоа да го направиш некој друг таму. Не знам што ќе се случеше, но од него ти се плашат, да знаеш. Тоа е многу важен елемент во сето тоа, ти се плашат. Дај ми остави маската, како дали треба да се шетаме вака, овие други веќе кјутат како зевзеци таму. А те палета по еден серијал за една банка. Така. Што беше тоа? Беше као ако збориме за тоа за подобар свет, дека ќе имаме побава иднина, дека ќе имаме. Јас уште верувам во тоа. Да, инаку јас уште верувам. Немаше да те примиме во емисијата. Знаеш тука не ме бацали све. Не, можеме, затоа велам, значи Македонија прво не сме Индија. Не сме огромна нација со огромни проблеми, па ти 22 милиона сме. Значи може да го решиме. Баш заради тоа, ти си советник во град Скопје, колку го гледаш тоа твоето учество реално политички, колку го гледаш како импакт во... Значи, гледам дека баш овој период каде што многу вакви независни советници се појавија, се создава еден импакт, се создава едно движење напред, бидејќи сваќаме, знаеш, не може да велам јас не ме интересира мене политика. Зашто политиката и како ќе интересира за мене. Значи, све околу мене е реално политика. Значи, ние ги мешаме политика партија, па се плашиме од едното од другото. Не, политика е како наука, како економија, не можеме да се плашиме од математика. Не, сака математиката, ама не можеме да се плашиме од неа. И така да мора сите да се научиме да се инволвираме. Дали еве, како
директно во совет, бе, директно не сум парламент председател, бе некој, зашто не некој? така. Да рече сакаме да сум председател. Да не се плашиме од тоа, бидејќи тука се креира нашиот живот. И што повеќе се активираме, толку поубаво сме го направиле ова. Не мора со мене. Ама со кој било? А добро, сега би ги назваа кога те прашам се, кој ќе ти понуди Ауди еден бланко чек, ти да го напишеш, оние напишале единицата, ти нулите да ги напишеш. Верувам нема да се промени. Твојата желба да промениш нешто кај тебе дома. Јас верувам дека ти да отидеш во Германија и таму ќе им промениш работи, ама одиш во една нормална држава, Да. каде што ќе го разберат јазикот со кој зборуваш. Овде сме уште на ниво на едуцирање и Весна и, Така. и јас и продуцентката и сите ние што го правиме ова, го правиме токму ради тоа. Го правиме од желба и џабе, мислам, ја уди све тоа супер, ќе се разработи, ете и компанијата IT што се работиме, сето тоа супер. Но јас се вратив од Холандија за да помогнам. Јас се вратив од Холандија зашто Македонија ми е татковина, тука израснав Ти ќе направиш мој воздух во Холандија исто така Не, не таму функционираш. си работа во booking.com со хотел, супер. Значи плата милина. Софтверска работа твоја, Да. Батали све, реков, јас ке се вратам, сакам да сменам. Не бидејќи јас ке имам лична корист, што се лажам, ке имам лична корист, ке дишам чист воздух тука. Да. И ке бидам меѓу роднините и фамилијата и пријателите. Ама не излезе така. Полека. Не може, мора. Ама нема полека. И јас се нервирам што не е толку брз процесот, но когаш се повеќе ка се активираме сите, многу побрзо Добро, ќе почне ај се да иде. вака горе. Дали мислиш дека екологијата е доволно застапена во медиумите и зошто не е секогаш ударна вест? Мора да е ударна вест. Значи јас тоа Па велам. да, ама не Уште е. треба. Не. Зошто не? Зошто не? Кој го спречува тоа? Не, за жал, екологијата и животната средина е и загадувањето. Последиците не ги гледаме за 10, 20, за 30 години. Исто со климатските промени, климатската криза. И зашто не е ударна, зашто не е сега, зашто не е ги искочам ја надвор и папто сам паднам од загадувањето, Да. не е толку интересно. И за жал не може ние само врз база на интересно да го гледаме. Не треба јас цело време да носам маски за некој да биде апсолутно. грижучест. Внимание, да Не бидеш треба. клован за да завршиш нека Апсолутно. Да, Точно. Тоа е Кога нешто туците слично го на она кажуваат. кога Весна и јас спасуваме некое дете болно од рак на Инстаграм. Да. Тоа е... Ние работиме работата на државата и ова што Да. го работиме работа на Точно. државата, На државата, да ги точно. едуцира и да ги информира. Зошто да Точно. работиме работата на државата? Која државата работи за нас работата? Не. Многу луѓе си одат од Македонија ради загадувањето. И тоа сакам да го спречам. Ја не сакам да имам еден пријател во Германија, еден во Холандија, еден во Америка. Сме израснале заедно, од Козле сум, мислам, Да. тие пријатели што сме биле А тука. најапсурдно од се, дечки, на вакво загадување, доаѓам за снимање на емисијава, од Дојран, и викам, леле, кај доаѓам, дали сум нормален? Доаѓам, дувнало ветре предходниот ден, цвета воздухот, цуд човека слепче, цвета воздух. И се да се радуваш дека влегуваш во собствениот Во собствен, роден да. град и дека ти е чист воздухот. Леле, колку необична ситуација. Отвориш прозор да леле можам да излуфтирам Можам тоа што да се излуфтирам. следува. Луфтирам. Да, да. А оно отвараш прозор, смрди. Страшно, мислам, мене ми пречи многу. Мене многу. Нема на ми кој пречи. не му пречи. Да. 3600 луѓе многу им пречи. Да. И сега за крај, кој е твојот концепт? Како мислиш дека најлесно може да се дојде за да се разводи еколошката свест од најмала возраст па понатаму? Имаш ли известен, и тоа мора да го Така. размислувате, значи мора да имате за тоа стратегија. Секако. Едукацијата е прво нешто. Значи, едукацијата, затоа велам, вакви емисии се супер, бидејќи се едуцираат и помалите, и повозрастните. Значи, мора да сватиме дека е Добро, горе, сериозно. постои ли во наставно-научната програма во основните училишта нешто? Не. Постои ли нешто? Барем некога јас бев, Игор. Значи, кога јас бев, имаше ден Во на дрво. природа и општество, во некој Инцидентно е, предмет. баш ги гледав јас. Може самите професори ако внесуваат, зашто јас лично не знам дека Да. има такво нешто. Имавме ден на дрво каде Ете што од каде повеќе- треба да се почне, значи од тоа. Да. Од прво оделение мора да знае детето што е екологија. Што е Во прво екологија? оделение значи да биде чисто, да биде убаво, да дишеме чист воздух, здраве. да нема Здраве, отпадоци фрлени во паркот, контејнерите да се Да. фрлат во контејнери. Ако не е од прво оделение, ти на прва година гимназија не Така е. го учиш на Ама ништо. има иницијативи сега интересни каде што во средните школи знам неколку невладени кои што донираа сензори, овие што ги поставуваме сегде за да мериме, за децата да ги склопат сами, да научат како работа, Да. да ги постават на школото. Така, таму само да, со- да се заинтересираат директно со hands-on работа. Да. Всушност, така што
има, ама мора од мали нозе да се почне да се учи дека ова не може да го игнорираме, дека не е само ајде тој еден таму вика се треска од земја па проблеме, туку дека сите мора да се инволвираме и понатаму чекори. Да не велиме окей, лајкнав на Facebook, завршив работа. Не сме да застане тука борбата. Да. Горјан, ти благодарам што ни беше гостин и изгледаш многу добро за човек што живее во Скопје. Не се давам. Си носам воздухот да ме проживеш, че го да дишеш и од малку. Ти благодарам уште еднаш. Фала ви. Чао.